Македонската страна молчи, во Бугарија излегуваат информации што Заев понудил во Софија. Како што објавува 24 часа на маса бил ставен македонскиот јазик, односно заедно со бугарскиот да се дефинираат како исти јазици, само меѓународно признати како различни, но наместо успех во евроинтеграциите, екскурзијата на Заев во бугарската престолнина заврши со низа нови бугарски провокации кон Македонија. Повторно од секаде се повторува тезата дека сме биле бугарска држава. Европратеникот Ангел Џамбаски преку Facebook порачува дека вистината не може се обиколе, како и дека Бугарија и бугарските патриоти ќе продолжиле нивната битка за вистината. Македонија е бугарска. Факт за кој не треба доказ. Факт кој Зоран Заев го заборава кога е во Скопје, а тој се сеќава само кога бара нешто. Бугарија од секогаш ја сакала Македонија, но Бугарија не треба да биде уценувана. Пријателството се гради со доверба и постојаност. Провокации повторно пристигнуваат и од Красимир Каракачанов, кој вели најувал за Македонија на Европското првенство, бидејќи била втората бугарска држава. Това е одбора на втората българска държава в крайна. Това, че Заев и политиците в Македония не желаят да признаят историческата истина, в крайна краща това са наши сънародници. И след като нашия футбол в Република България не може да се представи да отиде на първенството, естествено, че викам за втория български отбор, за кой да викам за Турција. Дека патот на Заев до Софија бил бадијала, вели и бугарскиот новинар од 24 часа Виктор Иванов. Според него што и да било дадено од Македонија сега немало да биде доволно за да добие датум за старт на преговори, бидејќи Бугарија е во предизборија. Заев дойде в София напълно наясно, че няма как в предизборната ситуация в България да получи одобрение и отключване на преговорите с ЕС от президента Румен Радев и служебния премиер Стефан Янев. Не езика. Охрид да ни беше подарил, нямаше как да стане. Дека Македонија нема што да бара додека не ги исполни бугарските уцени и условувања, порачи лидерот на партијата Има таков народ Слави Трифонов. Тој ги коментира средбите на Заев со Бојко Борисов и Корнелија Нинова, нарекувајќи ги небитни луѓе, инаку она што е проблематично, исто како и во спорот со Грција, информациите повторно ги дознаваме од другата страна, додека македонската цело време молчи.